Да, како што најавив, анализа на регионалните и светските случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добар ден. Ке стартуваме со она што е најново од соседот, а сме често пати сме ја имале тематиката за Косово, односно нели она промена на состојбата комплетна на Косово околу ставот на косовската влада предводена од премиерот Рамош Харадинај дека таксите кон Србија и кон српските производи остануваат се дека Белград не ги укине, не се согласи да признае независноста на Косово. Очигледно Харадинај ќе мора да ретерира и да се повлече наназад, односно да ги укине таксите, бидејќи во спротивно се соочува со американски контрамерки. Да, тоа е во фокусот дефинитивно секако и на медиумите од соседството, па и приштински кохадиторе пишува дека Харадинај... светските медиуми пишуваат на тоа. Да. Бидејќи во игра е Вашингтон, а кога и во игра Вашингтон, и американските медиуми следат. Да, но најпрво пред да продолжиме со анализата, да го погледнеме прилогот на колешката Ива Трајковска на оваа тема, па веднаш се враќаме назад со анализа. Според приштинскиот весник Кохадиктора, косовскиот премиер Рамош Харадинај пред дневната редна седница на владата одлучи дека ќе се прекине увозот на производи од Србија и Босна Херцеговина. Весникот објави цитат од портпаролката на владата Донијета Гаши, која кажа дека премиерот до сега ги третирал сите предлози според демократските и законските процедури. Харадинај, според важечките правила, уставните овластувања и согласно законот, досега ги процесуирал сите прашања на дневен ред и ќе продолжи да ги процесуира сите прашања кои се поврзуваат со дневниот ред. Откако медиумите го објавија писмото што официјалниот Вашингтон го испрати до Косовскиот државен врв, каде се бараше да се суспендира таксата за да се деблокира договорот Приштина-Белград. Во спротивно ќе се воведат санкции кон Косово во областа на безбедноста, која се толкува како најава за престанок на воената помош на војската на Косово. За суспендирање и улекинување на таксата се залага и председателот Хашим Тачи. Демократската партија на Косово на чело со собранискиот спикер Кадри Весели, како и неговата алијанса за иднина на Косова, исто така ги поддржи летерите и упорно настојуваат на ставот дека суспендирањето ќе се укине доколку Србија признае косовската независност. Да, слични перипетки Андоновиќ, меѓутоа може ли јасната порака од Соединетите Американски држави конечно, ако може така да се каже, да стави крај на овие различани односи во однос секако на таксите? Ми се чини дека односот преземањето на председателот Трамп и одлучноста да го затвори косовското прашање, директното вмешување од пред месец дена кога е официјално од Европа косовскиот проблем некако се пренасочи кон Вашингтон. Првата мерка беше ова, Соединетите Американски држави да сакаат да го затворат косовското прашање. Кога прво го скенираа проблемот беше во владата на Рамош Харадинај, кој сакајќи да направи некои внатрепартиски поени меѓу луѓето, играјќи на картата на цврстост и национализмот, се спротистави и рече дури дојде до политичка криза во Косово, каде што наспроти председателот Тачи, Харадинај одбиваше да ги укине таксите кон Србија, велејќи дека Белград не ја признае независноста на Косово, Приштина ќе ги држи таксите. Вашингтон во својот манир, во контрамерки, првин што направи е се закани дека ќе воведе санкции, второ што прави е не дава веќе поддршка за формирање на косовската армија, што е дополнителен удар за Приштина и дополнителен ветер у грб на Србија, која се противеше да има косовска армија, да има армија на Косово. И трето и она што е последно е денешната изјава на генералниот секретар Јенс Столтенберг, кој одедношка од нигде никаде изјави дека ќе објаснам и зошто од нигде никаде. Изјави дека косовските безбедносни сили не смеат да одат на северот на Косово, каде што живеат срби без дозвола на КФОР, таму смее само КФОР да оди. Зошто велам од нигде никаде, бидејќи ќе потсетам дека само пред месец дена косовските безбедносни сили отидоа во Северна Митровица, направија рација, тогаш КФОР не реагираше, иако беше повикуван од Белград дека косовските безбедносни сили тоа не смеат да го прават. Од денеска тие веќе не смеат да одат таму, што само укажува дека западниот свет предводен од Вашингтон и од европски и НАТО Брисел, ги делам, како институции, јасна порака до Приштина упатуваат, а тоа е дека доколку не ги укине санкциите кон Србија,
доколку не ги смири тензиите на Косово, ќе се соочи со жестоки контрамерки и санкции и второ немање на поддршка, што пак ќе кажам, дополнително дава ветер у грб на србите кои, нели, од друга страна се што побара, се што се противеа, сега очигледно ќе го добијат. Само ќе кажам изјавата на претседателот Хашим Тачи, кој нели беше опонент на Харадинај, кој денеска изјави онака спектакуларно и разочарувачки дека за неколку милиони долари штета на Србија Косово дојде во состојба да го губи својот најважен стратешки партнер, а тоа се Соединетите Американски држави. Да, ова може да се каже на некој начин вечна тема за анализа. Верувам дека ќе има. Мене ми се чини дека влегува во својата завршница, бидејќи првпат гледам прво демонстрација на одлучност на Западот, на Вашингтон, на Брисел, и второ ми се чини приближување по ова прашање со Москва, бидејќи сите големи сили, сите институции, Обединетите нации, НАТО, Европска унија, сакаат да го затворат косовското прашање и по се изгледа ќе го затвараат косовското прашање со размена на територии или она културно речено демаркација на земјишката граница. Андоновиќ ги споминавме големите сили. Исто така оно што е предмет на анализа, односно опишување на светските медиуми, во однос на гасната војна помеѓу Соединетите Американски држави и Русија. Една од многуте војни помеѓу... Една од многуте, може ли да се каже во една реченица дека Америка бија, односно ја губи веќе таа гасна војна со оглед на фактот што Орбан секако унгарците одлучија да се преместат, односно ја го преферираат да се приклучат на турскиот ток? Во моментов Соединетите Американски држави губат гасната војна. Последно во низата е одлуката на Орбан, кој иако вчера и денеска во Унгарија, во југоисточна Европа се наоѓа Помпео, државниот секретар на САД, во обид да ги убеди лидерите на Полска, Словачка, Чешка и Унгарија да не го прифатат, да не ја прифатат изградбата и да ја дадат територијата на тој така наречен турски ток, односно руски газ, за продавање на руски газ кон Европа. Орбан, унгарскиот премиер, се ги одби барањето на Соединетите Американски држави на Помпео и рече дека ќе се приклучи кон тој така наречен турски ток, што е дополнителен удар за американците. Именно американците се обидуваат југоисточна, односно источна Европа да го отвори тој турски ток, а да продава свој американски газ од шкрилци кои би се товарил, ми се чини, на хрватскиот остров Крк. Чесите некако се согласија на тоа, но Словачка и пред се Унгарија одбиваат, што само дополнително ја отежнува состојбата, бидејќи произлегува дека Унгарија и Словачка до некаде сакаат руски газ, а не американски, што е удар првин економски, но и политички кон Соединетите Американски држави. Инаку, дека ја губи гасната војна, само ќе потсетам дека преди 2 или 3 години и Германија го одби барањето на Соединетите Американски држави за гасот преку Украина, да оди, нели, Германија и Европа, што дополнително ги подигна тензиите во Вашингтон, бидејќи гледаат дека американскиот газ преку шкрилци потешко ќе може да го продаваат за Европа, а турците онака тивко, мирно, полека, преку тако наречениот турски ток, ќе имаат и како голема продажба на рускиот газ. Андоновиќ, ја споменавме Русија. Оно што е интересно и сакав да го прокоментираме, најавата од страна на русите дека планираат да го исклучат глобалниот интернет, и да воведат локален. Да воведат свој. Можно ли е според тебе како би функционирало? Јас овака технички не можам да го разберам. Можам да кажам само што е очигледно нешто се подготвува. Западните медиуми тоа го нарекоа онлайн студена војна. Имено, очигледно нешто се подготвува што ние обичните луѓе што ги следиме само состојбите од далеку, не можеме да препознаеме. Инаку, веста е дека Русија планира да го исклучи глобалниот интернет некаде пред 1 април, да го тестира својот внатрешен интернет, бидејќи стравува дека прво има сајбер напади од надвор, значи стравува од западни сајбер напади, и второ, она што мене ме привлече внимание е дека можеби Русија ќе се соочи со огромни санкции и блокада на неговиот интернет, па така да интернетот кој го користат руските институции, фирми и обичните луѓе може да биде прислушкуван, прегледуван и блокиран. Имено русите планираат да направат внатрешен интернет. Вчера пратениците на Руската дума го изгласаа тој закон со кој ги овластуваат руските IT
корпорации да се подготват за да имаат внатрешен интернет проток кој би можел непречено да биде користен од руските институции, фирми и обичните граѓани, но и во исто време да бидат заштитени руските граѓани, значи сите поред, од евентуални сајбер напади од надвор. Очигледно дека војната, мислам, судирите, не е тоа војна, но жешките точки на судир меѓу Западот и Русија се шират и дури се префрлиат, така. Се префрлиат, но очигледно нешто се подготвува, само ќе потсетам од претходната тема дека самиот Помпео во својот говор во Полска ми се чини предупреди дека русите планираат да продолжат со својата доминација во Источна Европа, пред се во Украина и поради тоа НАТО и сака да го уништат НАТО алијансата и поради тоа американците се обидуваат да ги зголемат мерките на безбедност. Од друга страна, русите веќе се подготвуваат за тој сајбер за одбрана од некакви сајбер напади. Ќе биде интересно. Така е, тука сме секојдневно за анализа со тебе на овие настани. Дејан, ти благодарам за разговоров. Така, почитувани, правиме секако тука кратка пауза, па следуваат вестите на 1 ТВ. Со мене ќе се видите повторно околу 17 часот.